Мислам дека Филипче е прв лидер на една политичка партија кој после ваков катастрофален пораз на едни избори не ни размислува да се повлече. После 2 изборни порази тој бе упорно не признава и никако да ја разбере пораката што му испраќа народот. Не сваќа дека ужасните спомени од владењето на СДСМ се толку длабоко врежани во психата на македонскиот граѓанин, што ако се случи на некои наредни избори СДСМ повторно да се приближи до некаква шанса да победа, ќе имаат контрамобилизација на гласачите против нив. Па луѓе, после цели 20 години тие го загубија својот бастион Струмица, нели родната општина на кланот Заеви, го загубија Крушева во Скопје за прв пат во историјата, се пласираа на 3-то место и тоа за само 200 или 300 гласови, на кои ќе беа четврти. И да бидам искрен, нич не ми е гајле, нека продолжат вака да тераат, нека ги снемаат политичката сцена. Но морам да признам дека ако не се опорава, тоа не е добро за македонската демократија. Не е добро во една земја да нема силна опозиција која би функционирала како корективна власт. Но не ваква опозиција. Всушност, мислам дека Филипчи да сака не може да даде оставка. Очигледно е дека треба да праша некого над него, дали смее или не. А веројатно не смее, затоа што ако падне со него и неговиот ментор Заев, ќе падне цела една армија на луѓе кои цветаат секогаш кога е на власт СДСМ и ДУИ. Луѓе кои лежат на милиони и милиони евра, на кои им одговара беззаконие, кои живеат од тендерчиња и тендеришта, и луѓе кои имаат инсталации во судството и обвинителството. Имаат свои пипала во медиумите и невладините. Луѓе чии инсталации се длабоко вкоренети во сите пори на системот. Тоа се луѓе и структури на кои не им одговара владењето на законот. Очигледно, Филипче нив треба да ги праша дали смее да си даде оставка.